Добар и убав ден, драги мои. Добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Емисија која вистински постои само за вас и храната вистински ја готвиме од почетокот до крајот. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие на денешното мени ќе имате можност да научите како се прави една од најиталијанските традиционални чорби со душа, наречена минестроне. Домашен зеленчуков бујон. Бујон кој навистина многу го сакам за тоа што вкусот е единствен. А денеска ќе направиме една од најстарите чорби во Италија. Велат дека многу одамна луѓето почнале да ја прават и да користат сезонски зеленчук. Значи во било која сезона од годината, дали е пролет, лето, есен или зима, минестронето италијанско се правело со цело задоволство и луѓето вистински седнувале на маса да уживаат во неговиот вкус. Чорба која се прави од различни типови на зеленчук, со додаток на зеленчуков бујон. Многу едноставно, а сепак многу вкусно. Во различни делови на Италија се прави различно. Велат дека во секое село, секоја домакинка, минестронето го прави на свој начин. А денеска јас ќе направам еден стар италијански рецепт на минестроне, кој се надевам дека на сите ќе ви се допадне и со задоволство ќе го направите во вашиот дом за вашите најдраги. Што се ни е потребно? Прво, еден гус ајрон убав сад во кој ќе го готвам минестронето, затоа што во него храната се готви тивко полека и ги испушта сите вкусови, сите ароми, и кога ќе се спои сето тоа заедно, добиваме еден баланс од кој ќе станеме зависни кога ќе го направиме. Меѓутоа, ајде да почнеме од самиот почеток. Во загреаниот сад ќе додадам маслиново масло. Тука уште веднаш се чувствува мирисот на Медитеранот, мирисот на Италија, затоа што италијанското маслиново масло е навистина многу почитувано во светот, затоа што климата таму прави да имаме многу квалитетни маслинки. Ако ги имаме многу квалитетни маслинки, секако имаме и многу квалитетно маслиново масло. Прво ќе почнеме од кромидот. Кромидот ќе го исецкаме многу ситно. Секогаш почнуваме од кромидот. Всушност, сите зеленчуци овој пат ќе мора да бидат исецкани на коцки или многу ситно, затоа што тоа е всушност убавината на оваа вегетаријанска чорба, италијанска и традиционална. Ајде сега, прво ќе го исецкаме кромидот и ќе го ставиме прво италијанското најпознато трио: морков, кромид и целер. Прво нив убаво ќе ги запржиме да омекнат, а потоа ќе ги додадеме сите други зеленчуци, меѓутоа гледајте како сето тоа се прави. Кромидот навистина мора да биде многу ситно исецкан. Велат дека тајната на доброто минестроне е во пармезанот. Некогаш кора од пармезанот, која е обично дебела 1 сантиметар, или дел од пармезанот, додавале кога чорбата почнувала тивко да крчка. Замислете го вкусот на чорбата од како пармезанот ќе го пушти својот вкус. Идеално. Ајде да продолжиме понатаму. Не брзајте, уживајте додека го сецкате кромидот и додека ги сецкате сите зеленчуци. Меѓутоа, откако ќе решите да го направите ова италијанско традиционално минестроне, појдете на пазар, купете се што ви е потребно. Дојдете дома и баш вака спремете си се да ви биде на тофат на рацете, за да уживате бескрајно во готвењето. Затоа, јас секогаш, откако ќе купам се што ми е потребно, веднаш го спремам тоа. Дел вакуумирам, дел ставам во пластични кутии, дел обработувам и така натаму. Значи, секогаш све мора да биде спремно. Велат дека 99% успех во работата е добрата припрема. И ако вие добро се припремите, верувајте дека никогаш нема да погрешите. Ајде сега полека да го додадеме кромидот. И така
едно по едно ќе ги додадеме сите зеленчуци, меѓутоа како и во се друго, така и во ова минестроне мора да го почитуваме редот, тоест правилата како најдобро и наједноставно да го направиме. Кромидот сега ќе си крчка на тивко, ја за тоа време ќе го исецкам морковот. Така, фатете го цврсто морковот и исечете го прво на долги ленти. А потоа тие долги ленти исецкајте ги на ленти кои се околу 5 мм дебели. Така ќе ги исецкаме. Исто така на коцки од 5 мм. Всушност, целиот зеленчук ќе го исецкам на мали коцки, осем малите шери домати, затоа што нив и не можеме да ги исецкаме на коцки. Меѓутоа, минестронето станало многу познато откако доматот стигнал во Италија и откако луѓето почнале да го користат. Затоа што доматот навистина дава еден посебен вкус на ова минестроне, кое го прави да биде единствено во комбинација со сите останати зеленчуци. Вака полека. Едноставно да видите некој нов рецепт и да пробате да го направите. Меѓутоа, пред да пробате да го направите, треба вистински да истражите како тој рецепт наједноставно и најлесно може да го направите за да биде вкусен. Отлично. Целерот, погледнете колку е свеж и колку е убав. Во Италија велат ставете една или две прачки целер. Меѓутоа, јас овој пат не само коренот од целерот, ќе додадам и од зелениот дел. Сега сето ова ќе го исечкам на мали коцки. Еве го и целерот го исецкав. Така, промешајте и земете неколку листови од стеблото на целерот и многу ситно исецкајте ги. Така. Целерот е многу здрав и оние луѓе кои имаат проблем со покачен крвен притисок, убаво е во текот на еден ден 100 мл сок од цеден целер да пијат, меѓутоа само од зелениот дел од стеблото. Велат дека го регулира и шекерот и дека е навистина многу здрав. Додека сето ова полека си крчка, јас ќе го исецкам компирот исто така на коцки од 5 мм или конкасе. Еве пример на чорба, каде што целиот зеленчук го сечеме на мали коцки, конкасе. Изразот конкасе потекнува од француската кујна, од францускиот јазик и значи сецкан домат на коцки 5 на 5. Што значи тоа? Доматот го засекуваме на горниот дел, како плус или како крс, и го ставаме во врела вода. 10, максимум 15 секунди, а после веднаш го ставаме во ледена вода каде што ќе го пресечеме и замислете, топло, ладно. Кога ќе се спојат кората, многу едноставно ќе може да ја излупиме, а од кога ќе ја излупиме, доматот го сечеме на 4 дела, го вадиме желето и всушност го сецкаме само месото на доматот. А 10 секунди или 15 максимум се чува во врелата вода со цел да не омекне месото на доматот, него да остане цело и цврсто, а само кожата или кората да можеме да ја излупиме многу лесно и едноставно. И така гастрономијата
е многу интересна работа. Секој ден можеме да истражуваме и да најдеме нешто кое нас ќе ни се допадне. Меѓутоа, прво треба да провериме дали тој вкус на избраната намирница ќе им се допаѓа на нашите најдраги. Ајде сега постепено и ќе зачинам. Прво ќе додадам малце сол. Ќе додадам бибер и секако една лажица дафинка. Ова дополнително ќе го даде вкусот, затоа што и во овој случај имаме многу различни типови на зеленчук, а дафинката е токму тоа. Сега постепено го додаваме компирот, затоа што зеленчукот во тавата веќе убаво омекна и малце го намали обемот. Добро измешајте и полека на среден оган, буквално динстајте ги зеленчуците. Погледнете оваа убавина. Веднаш сега ќе го додадам и грашокот, затоа што во зависност од сезоната во Италија многу често во минестронето додаваат и мешункаст зеленчук. Сега иде теквицата. Меѓутоа, теквицата ќе ја исецкам и ќе ја ставам на крај, затоа што има многу мека структура и не сакам да се распадне. Меѓутоа, ќе пробам да го задржи обликот, со тоа што, како што ви кажав, ќе ја ставам пред крај, кога минестронето ќе биде 10 минути пред да биде готово. Додадам доматно пире заедно со италијански пелати. Италијанските пелати се препознатливи по тоа што имаат долгнавест облик и немаат многу желе или семе. А доматот е овоше кое е едно од ретките кое само произведува желатин. Тој момент кај што се семките, што е желадирано. А овие пелати навистина немаат многу желе и многу семки, и се многу почитувани за тоа што од нив се прават и највкусните сосеви. Сега, доматите ќе ги исецкам на четвртинки. Всушност, тоа ќе биде единственото нешто што нема да биде исецкано на мали коцки кон касе. Имаме и бел граф, дава густина. Има многу јаглени хидрати, има многу скроп, многу добро одговара со сето ова, бидејќи минестронето нема никаква запршка. Едноставно, густината што ја добива е од самиот зеленчук со кој го готвиме. Додека јас ги сецкам доматите, ќе го додадам томатното пире за дополнителна боја и дополнителен шмек. Минестронето секогаш се вари на средна температура, затоа што коцките од зеленчук не смееме да дозволиме да се преварат и да се распаднат. Сосема се доволно овие домати. Ќе ги додадеме и нив. Ќе го додадеме графчето, кој е претходно сварено. Ќе додадеме неколку листови ловор и сето ова добро ќе го соединиме. Супер. Ни останува тиквицата и ни останува пиперката. Пиперка ќе додадеме, исто така и сецкана на ситни коцки, меѓутоа мораме да внимаваме да нема многу пиперка, затоа што пиперката има многу јак вкус и ќе го земе вкусот на се друго во чорбата. Една пиперка е сосема доволно. Отлично. Сега ќе додадам бујон, меѓутоа како и секогаш, така и сега, погледнете го бујонот.
од свеж зеленчук. Па има ли поубаво и посвежо? Нема. Да замислите како мириса овдека. Прекрасно. Ајде сега полека, жежок зеленчуков бујон и ќе оставиме на тивко сето ова полека да си крчка. До 25 минути ќе бидат потребни за зеленчукот добро да се свари. Да не се распадне, како што кажав. Сега, парчето пармезан. Ќе промешам еднаш и ќе оставам чорбата полека да си крчка. А јас за тоа време ќе го исецкам лукчето. Колку повеќе зеленчук, толку повкусно минестроне. Значи, прав, оригинален рецепт не постои, затоа што во секоја куќа во Италија, во секој дел од Италија, минестронето се прави со сезонски зеленчук и дозволено е во него да додадеме, ама баш буквално, се што има дома во фрижидерот или се што нуди сезоната. Уште еднаш сега ќе промешам. Убавина. Минестроне, италијанска традиционална чорба. Во нејзе ќе додадеме тесто за паста, меѓутоа ќе го иситнам на многу мали парченца. Додека го кинам тестото, ќе ја додадам и тиквицата, како што ви кажав, на крај, затоа што има многу лесна структура. Ете така. И еве го тестото. Кинете од тестото мали парченца и додавајте ги во минестронето. Ќе се обработат за многу брзо време и минестронето ќе добие уште подобар вкус. Едноставно, хранливо, здраво и не многу скапо. Земете ги сите зеленчуци што ги имате дома, исецкајте ги и постапете по правилото за правење на минестроне и никогаш нема да погрешите. Секогаш ќе имате вкусна зеленчукова чорба со вкусна пармезан. На крај ќе зачиниме со малку оригано и малце мајчина душичка. Зачин, како ориганото, е препознатлив во Италија, посебно кога станува збор за сосот кој го прават за нивната наполитанска пица. Не само босилекот, него и ориганото игра важна улога. Иначе, не знам дали знаете дека во делот кај Крива Паланка има цели полиња со оригано и квалитетот на ориганото е на толку високо ниво што кажуваат дека е едно од најдобрите на светот. Кој како дошол во Македонија од страна, вистински се воодушевува на зеленчукот што расте на овој дел од светот. Уште многу кратко и минестронето е готово. За тоа време, јас тестото ќе го завиткам во најлонска фолија, ќе го поклопам, ќе го истиснам во воздухот, ќе затегнам, ќе преклопам, уште еднаш и тестото можеме веднаш да го замрзнеме или да го ставиме во обичниот фрижидер на одржување, а утре да го употребиме. Минестронето е готово. Сега се спремам за сервис. Чајвс или младо кромиче е додатокот кој со задоволство сега ќе го додадам, меѓутоа прво ќе ставам павлака кисела на страна. Чорба и павлака, идеална комбинација. Додадам и масло, кое е пикантно. И сега, и полека, ќе додавам во чинијата
од минестронето. Сосема доволно. Ова е за двајца гурмани, кои ќе седнат да уживаат бескрајно. Отлично. Од озгора ќе додадам чајвсот, ситното кромитче и секако од пикантното масло. Вистинско задоволство за гурмани. Јас веднаш сега ќе пробам. Ама сакам и јас со малку пармезанче. Едноставно се чувствуваат сите зеленчуци нивниот вкус, а пармезанот со неговиот вкус заедно со младото кромитче прават друга димензија. Идеално за сечи вкус. Направете го дома и бескрајно уживајте за тоа што ова е прекрасна вегетаријанска, италијанска традиционална чорба. Италијанско традиционално минестроне. Чорба која се прави во сите 4 сезони од годината и се користи целиот зеленчук што ни го дава природата во секоја сезона. Не заборавајте да ја направите за тоа што ова е идеална чорба не само за вегетаријанци, него за оние кои вистински сакаат да јадат добра и вкусна зеленчукова чорба. Морам да ве потсетам и никако не смеете да заборавите да ја посетите нашата веб продавница 4сезони.mk и да си одберете се што ви е потребно за да можете да сготвите убава и вкусна храна. Големо благодарам и до моите пријатели од месарницата Гурман Мес Атанасовски во населба Аеродром, која се грижи секогаш да готвам со убаво, квалитетно и свежо месо. И секако големо благодарам до специјалистичката ординација за физикална медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, која секогаш се грижи за мене да бидам во одлична форма. Ви посакувам убава и пријатна вечер.